Како добра вечер на кривопаланчанките и на кривопаланчаните од срце. Добра вечер на членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ, партијата што во мене препозна човек што може да победи на овие избори. Добра вечер на членовите на коалицијата за подобра Македонија. Ние, вие, заслужуваме подобра Македонија од ова. Добра вечер на сите присутни. Температуриве како да не се априлски, ама си велам, ако можел мојот татко на 18 години да го преживее фебруарскиот поход, можам и јас со овие температури. Се разбира, топлината и енергијата ни доаѓа од вас. Тоа е нашата, мојата инспирација. Денеска се обврзав дека на сите собири ќе се обратам во името на коалицијата составена од повеќе од 20 на невладини организации што води битка со сиромаштијата. Им помага на најсиромашните. Собира храна, готви храна, зашто за жал тони храна во оваа земја се фрлаат, а 40% од луѓето во Македонија се борат да преживеат со сиромаштијата. Сиромаштијата денеска покрај еколошката катастрофа е најголемата закана за човештвото. Имам сериозен проблем. Велат дека Македонија е земја дарувана од Бога, оти каде нешто ќе засадите ќе никне, ама за жал ние имаме проблем со исхраната на луѓето. Затоа, моето прво ветување е, ветувањето што им го дадов и ним, и се потпишав, изјавив дека ќе сторам се, па дури од тој скромен буџет за председателот, ако бидам избрана, првото што ќе го направам, ќе издвојам средства за сиромашните. Оти не може председателот, председателката да бидат срекни ако 40% од граѓаните што ги представуваат живеат во сиромаштија. За жал, оваа власт ветуваше битка со сиромаштијата. Ветуваше дека ќе ги заштити најнезаштитените, најслабите. Се колнеше дека ќе ја брани и ќе стори се за социјалната држава, ама заборави на тоа. Македонија е земја на социјални случаи и додека 40% од граѓаните се борат за живот, за преживување, не мислам дека тие имаат свест за тоа. Нивното однесување понекогаш е многу инфантилно. Тоа се истите оние луѓе кои се расфрлаат со коли, со мотори, со глисери. Тоа ли е социјалдемократија? Не, тоа не е тоа. Социјалната држава ќе биде нашата основна цел, зашто иначе не е тоа уставен декор, туку тоа е предизвик за секоја одговорна власт и јас најпрво ќе се солидаризирам со најсиромашните. Тогаш ќе ми веруваат како на председателка оти 40% граѓани. Тоа е огромна заборавена бројка. Денеска гледам, благодарам.
Денеска видов уште еден страшен податок. Македонија е на 95-то место по слободата на медиумите. Туку што го видов. Замислете, на 95-то место. Пред нас е Намибија. На толку телевизии, на толку вестници, на толку портали, ние сме на дното по слободата на медиумите. Погодете зошто? Зошто основната цел на медиумите е, велиме ние професорите, да биде куче чувар на демократијата. Ама ако кучетов чувар си го вдомите во владата, и ако го финансирате, и ако го поддржувате, тоа не само што нема да каса, туку и нема да лае. Затоа оваа власт е толку комотна во однесувањето. Зошто од утро до вечер ги окупирала сите медиуми. За време на избори, представниците на власта не треба да се присутни во медиумите. Не треба да одат, ниту пак да агитираат на политички собири. Зошто? Зошто тие ја представуваат државата, а државата не треба да биде партиска. Државата треба да биде неутрална. Ама ако не само премиерот, туку и сите министри, па дури и министерот за внатрешни работи, секој ден го гледате по собирите, како се фалат, дека се најдобрите, најевропските. Сите ние им завидуваме, нели измислија и непознат збор завидлизам. Тогаш нешто не е во ред со оваа држава. Тогаш е нешто труло во оваа држава. Не велам дека е Данска, ама нешто не е во ред. Е тоа што не е во ред, треба да го предочиме, треба да го покажеме, треба гласно да го изустиме, кога? На 21 април, а потем да го повториме на 5 мај, за да одекне уште посилно, за да го чујат сите, вклучувајќи го и премиерот, и тогаш да свати дека ќе мора да го исполни ветувањето за предвремени парламентарни избори. Не говорам за успешни председателски избори за нас и за предвремени парламентарни избори, за да можеме ние да дојдеме и да седнеме на нивните функции. Не, туку затоа што попусто ги окупираат повеќе од 2 години. Освен она авантура во Преспа, ништо друго не сторија, ништо друго не видовме, а времето си одлета. Тие уживаа во власта 26 мина, замислете, наспроти честопати велам 7-члената влада на Швајцарија, па споредете каде е Швајцарија, а каде сме ние. Дури распишаа едно време и референдум, дали сте за зголемување на бројот на министерствата, и граѓаните рекоа не, нема потреба да трошиме пари на министри, може да ги пренасочиме парите тамо каде што им е местото, во социјалната заштита, во образованието, кај пензионерите, во економијата, во културата. Ама, ете тоа е предизвикот за една следна власт. Да направи ефтина, скромна, рационална држава. Да се однесува скромно, едноставно и одговорно. Постојано да го убедува народот дека е тамо заради него, заради неговите проблеми, а не заради своите кариери и за својот удобен живот. Тогаш ќе ја добие довербата на народот,
затоа тие ја немаат вашата доверба. Но затоа отсуството на доверба треба да се запечати и да се потврди на следните председателски избори, а потем да се завери и на следните предвремени парламентарни избори. Се ближи фамозниот јуни. Минатата година се радуваа, славеа во јуни што? Ветување дека, ако го потпишат Преспанскиот договор, веднаш ќе добијат виза за почеток на преговорите со ЕУ. И сега сите ние очекуваме уште еднаш барем да прослават, ама нема што да слават, бидејќи почетокот на преговорите нема да дојде. Не поради нас, дури и во дебатните емисии велат дека ние сме се радувале што тие нема да добиеле почеток на преговори за ЕУ. Никој од нас не се радува. Со години одвај чекам да ги почнеме преговорите, да зачекориме во европските води демократски, ама не може да се фрлите во водата без да знаете демократски да пливате. А тие не умеат да пливаат во демократија, умеат да пливаат само во богатство, во корупција и криминал, во непотизам, во фамилиарна демократија, а таа тешко обстојува. Затоа мислам дека треба да си заминат. Па да си уживаат во комплиментите од надвор, да си уживаат во наградите, да си се подсетуваат на славните 2 години што ги поминале во фалби, но мислам дека тоа не е доволно. На лицата на граѓаните им се чита незадоволството. Секој ден гледаме дека нешто се случува, за жал, лошо. Секој ден некој си заминува од оваа прекрасна земја. Кој? Најучените, најобразованите, најкомпетитивните, најодговорните, најевропските. Тамо се по светот почитувани, посакувани. Ама прашањето е зошто оваа земја вложила толку средства? Зарем не треба да и вратиме нешто? Се разбира, јас ги разбирам луѓето. Се борат за живот, зашто животот за нив овде го нема. Животот раскошен го грабнаа тие, а народот, ај што се задушува во загаден воздух, туку се задушува и во други проблеми. Здравието му е нарушено, лекарите ги нема, а тие како да не живеат со нас, како да не се овде. Погодете зошто? Зашто кога ќе склучат договор, јавно велат дека одат на заслужен одбор, каде? Во Швајцарија. Тамо каде што е една од најбогатите земји, се задоволува со 7 министерства, тие одат да ги трошат незаслужените пари од нивните огромни бизниси, што не смеат да ги имаат за време на мандатот, бидејќи се постојано во класичен конфликт на интереси. Економијата ни е на дното, а и ќе речат, јас сум лоша, па вакви квалификации давам. Ама германските рационални, педантни предприемачи велат дека амбиентот за бизнис во Македонија е 0. Не убедуваа минатата година дека ќе имаме раст од 3,5%, најнизок во регионот е, помал од 2,6%. Пак велат дека ќе има раст од 3,6%, ама Светска банка вели
до 3, а во регионот сите се пред нас. Не сакам и не се одсудувам да се споредувам со земјите од Централна и Источна Европа, зашто тие храбро чекорат во либералната економија, а ние чмаеме во криминализираната економија. Тоа е нивната економија. Од неа немаме корист ние граѓаните, ама тие се на врвот на пирамидата. Се срамам од македонската пирамида, транзициона пирамида, во која на врвот има помалку од 10% пребогати луѓе. Основата е се поширока на осиромашени луѓе, а средниот слој, слојот што гарантира демократија, никаде го нема. Нема занаетчии, нема интелигенција, нема луѓе кои што живеат од својот интелектуален труд. Па која е тогаш пораката? Дали навистина најдобрите се на најважните функции? Не, најпослушните, најпартизираните, најполитизираните. Затоа ние не можеме да добиеме почеток на преговори. Се плашат или се срамат во дебатите дури и да го употребат зборот владење на право. На секое мое повторување право, правда, добивам контраодговор. Политика, не сте свесни за реал политиката, па ние живееме секогаш во светот на Тукидита. Тој бил филозоф од пред 2,5 милениуми, кој велел дека силните го прават тоа што можат, а слабите тоа што мораат. Ние сме слаби и според нив постојано треба да им го повторуваме на странците она што тие сакаат да го чујат. Дека се во право, дека и кога е решението болно, компромисот е нужен, дека сме го зацврстиле идентитетот и кога сме го изгубиле, ама ним тоа ништо не им значи. Зошто? Зошто тие и не знаат што е македонски идентитет. Тие знаат што е финансиски идентитет. Тие знаат што е корупцијски идентитет, ама тие не се како нас и ние не ги разбираме и затоа треба тоа да им го соопштиме. Да им кажеме дека ако не чувствуваат како нас, ако не размислуваат како народот, тогаш нашиот легитимитет не го заслужуваат и дека треба да си заминат. Се разбира, ја прокоцкаа шансата, имаа шанса, но тие ниту знаат, ниту сакаат, ниту умеат да искористат најголемата шанса што некој може да ја има, да му се одолжи на народот, да и се одолжи на државата, зашто државата мене ми овозможила да бидам ова што сум. Сакан професор, почитувам професор, некој кој не може да живее без студентите и постојано размислува што ако го изберете. Како ќе може да се справи со нештата без нивната енергија, без нивната љубов? Зашто јас верувам дека во нив е силата и мислам дека е крајно време да сториме нешто за да им докажеме дека вреди да се инвестира во знаењето, дека нема поголема сила и моќ од знаењето, дека тие заслужуваат овде да го живеат својот сон, овде да и помогнат на државата, нивната татковина. Јас мислам дека ние знаеме како да го сториме. Тоа се разбира, слушајки ве вас, гледајки ве вас, прашувајки за вашите проблеми, адресирајки ги вашите интереси. Го имате моето ветување дека она што е ваш приоритет ќе биде мој. Дека јас
Многу пати ќе се обраќам пред собранието, барајќи од пратениците и од министрите да сторат се, за да можат да се справат со проблемите на најсиромашните, со проблемите на лицата со посебни потреби, со проблемите на најранливата категорија, ромите во Македонија, особено со жените, со младите, со пензионерите, со земјоделците, се разбира во договор со владата, зашто јас сум убедена дека една идна влада ќе умее да го слуша народот, да направи приоритети, сета енергија, знаење и моќ да ја посвети за решавање на општото добро, а не на личното и колективното. Ние сме уморни од олигарси. Нам ни требаат одговорни демократи, политичари, државници. Тогаш ќе речеме дека балканскиот и македонскиот човек е европски човек, а не само на зборови, туку на дела. Имам ретка шанса со ваша помош. Се разбира, најмногу со помошта на жените, зашто се надевам дека жена поддржува жена, дека жените ги разбираат жените, дека жените имаат историска шанса заедно со мене да покажат дека се големи мажи, дека жените имаат шанса да внесат поинаков начин на управување, дека жените имаат шанса да направат од државата пристоен дом, како што дома тоа го правиме, да внесат мир, а не немир, да внесат љубов кон татковината, ама и кон оние со кои работат. Јас знам што значи да внесете љубов. Таа ќе ви се врати многукратно, ако го работите она што го сакате. А јас никогаш не се нафаќам да работам нешто што не сакам. Ќе бидете не само наградени, туку ќе добиете невидена енергија. Јас овие месеци, одејќи низ Македонија, ние овие месеци, одејќи низ Македонија, презентирајќи ги нашите визии, имавме шанса не само да ги согледаме и почувствуваме вашите проблеми, туку и да ја почувствуваме вашата љубов и поддршка. Затоа мене ништо не ми се случува. Никогаш не сум имала поголема енергија. Пред секоја дебата јас сум мирна, зашто знам дека кога зборувам за правото и правдата, кога не лажам, знам дека тоа допира до вас. Има некое право и правда во универзумот, затоа обстојувала Македонија. Знам дека и овие проблеми ќе ги надминеме. Знам дека од ова ќе излеземе посилни од било кога, зашто химната кажува се, а се додека ја пееме ние химната, ние си се охрабруваме и си велиме има шанса за нас. Председателот нема големи функции според Уставот и јас сум против поголеми функции. Се плашам дека во земја што нема демократска традиција, кога имате многу сила и моќ, може да ги употребите, да сгрешите. Но мислам дека и овие функции се доволни за човек да покаже дека може да смени многу нешта. Гледам меѓу вас и мои студенти. Некои од нив биле меѓу најдобрите. Јас тврдам дека во мојот кабинет
ке има место за жени и мажи, за умни луѓе, без оглед на етничката, верска и било која друга припадност. Луѓе препознатливи, луѓе со биографија, луѓе кои одвај чекаат на Македонија да и го понудат она што го знаат, а не на некоја друга земја. Се надевам дека така ќе шириме порака и кон останатите државни органи, дека ќе ја вратиме довербата, дека оние кои знаат ќе добијат шанса да го употребат знаењето за подобра економија, за подобро образование, за подобра социјална заштита, а не за себе промоција и најмалку за себе богатење. Не е затоа функцијата. Функцијата е за да му се врати добиеното на народот. Председателот има и кадровски овластувања да предлага гувернер на Народната банка, суди двајца во Уставниот суд, тројца членови во Советот за безбедност, да именува шеф на генералштабот, да именува генерали, воени аташеа, да доделува одликувања, признанија и така натаму. Замислете ако на сите овие позиции се најдат во Уставниот суд врвните правници, во Советот за безбедност врвните познавачи на безбедносните прашања, начело на генералштабот најпочитуваниот и најквалификуваниот генерал. Зар нема да биде тоа добро решение? А замислете жена генерал или жена шеф на генералштабот. Па не ли е тоа вистински предизвик за една жена врховен командант на вооружените сили? Мислам дека е. Јас ќе го употребувам ветото, не за да се правам силна и важна, туку за да покажам дека сум уставен патриот, дека уставот важи за секој, па и за председателот, дека тој е должен од себе да почне, на својот пример да го гради односот кон правото. Мислам дека вреди тоа да се проба. Почитувани граѓанки и граѓани, ви благодарам за присуството. Запомнете, јас сум застапник на филозофијата дека не сте човек, а уште помалку добар политичар, а уште помалку добар премиер, а уште помалку некој кој заслужува да биде председател на Република Македонија, ако постојано не се водите од правото и правдата, ако не велите дека без владење на право нема ниту економија, ниту образование, нема ни од Европската Унија. Овде се гради таа. Ако не велите дека и ако не правите околу вас, ама и во државната и јавна администрација, белите крагни, така се нарекуваат тие, заради честа и заради посветеноста, да бидат граѓански, а не партиски сервис. Ако не се фатите во битка со корупцијата и криминалот, тогаш ниту економија има, ниту странски инвестиции има, ама ниту суверенитет има. Ако не му ставите крај на непотизмот, никој нема да ви верува. Ке речат уште еден од фамилијата или нова фамилија. Мора сите заедно, немаме веќе шанса да ставиме крај, за да излеземе од нивната добитна самозанив бескрајна транзиција и да влеземе во демократска европска консолидација. Благодарам.